Почитувани гледачи на македонската телевизија, добро вечер. Овој кошаркарски маратон кој што почна со М20 дуелот меѓу Кожув и Вардар, одnosno Вардар и Кожув. Кожув како победник, како гостин на средбата во Јане Сандански. Го завршуваме со дуелот меѓу екипите на МЗТ Скопје Аеродром и ТФТ Скопје. Со скор 6-0, чисти 6 надпревари, 6 победи во низа за екипата од Тафталидже на стартот на сезоната и со 5-1 МЗТ Скопје во ведните 6 надпревари. Овие два тима влегуваат со овој резултат, влегуваат во пресметката што може да каже многу нешта како играат всушност овие две екипи, како ќе се одвива сезоната и кои од овој надпревар па натаму ќе бидат математиките на овие два тима и секако на останатите учесници во нашата Суперлига во разврската за титулата. Рано е да се зборува за пехарот, но секако може да се кажат многу нешта за тоа како ќе се одвива шампионатот по овој надпревар. Чековски во кадарот, многу имиња познати во Јане Сандански, во спортскиот центар во Скопската населба Аеродром, кој што видел многу и ракометни и кошаркарски надпревари од висока класа. Сакаме, посакуваме, очекуваме така да биде и оваа средба да ни понуди возбудлива кошарка, иста каква што ни понудија младинците во терминот од 16:30. Возбудлив меч кој што беше решен дури во последните секунди од надпреварот. Победи екипата на Кожув на гостувањето кај фаворизираниот тим на Вардар, но кошарката е убава, интересна, возбудлива и привлечна само затоа што ништо однапред не е определено, ништо однапред не е утврдено. Ова е надпревар во кој ќе решаваат многу сегменти, пред се психофизичката подготовка на кошаркарите, особено психолошкиот момент, кој е поподготвен да се носи со дерби предизвикот на ова средба. МЗТ Скопје Аеродром, неприкосновен деценија и повеќе, доминира, владее со македонската кошарка. ТФТ е еден од тимовите кои што доаѓа на сцената последниве години, еден од тимовите кои што се обидува
да влезе во сериозната конкуренција, има и куп трофеј, така што сето тоа ни дава за право да се надеваме дека мечот меѓу аеродромци и екипата од Тафталиџе ќе биде надпревар за уживање. Секако на програмата на македонската телевизија ќе го следите овој надпревар до некаде колку ќе биде 7:10 ако почнуваме тогаш од прилика безмалку 2 часа се надеваме дека ќе ви понудиме квалитетна кошаркарска програма. Во секој момент очекуваме да стартува надпреварот, во секој момент очекуваме стартните петорки во состав Дейвис, Магдевски, Мекеден, Стојановски, Дамјан и Гил за МЗТ Скопје и Николов, Гордон, Говенс, Зафиров и Дейвис да излезат на паркетот. Еве ги на теренот. И да го дадат во ведниот збор во ова големо дерби на македонската кошарка. Првата топка на надпреварот за домакините. Ќе остане тимот на МЗТ Скопје во напад. Овие два тима се надпреваруваат и на фронтот во АБА лигата. Овие два тима се представници на Македонија во регионалното кошаркарско надпреварување и секако имаат големи амбиции и таму. Продолжува нападот со шут на Меккейден, кој што е прецизен во неговиот прв обид на овој меч за 2:0 и водство на аеродромци. Тие го зададоа првиот удар на оваа средба. Нема поени за ТФТ, Магдевски прифаќа. Меккейден повторно, Стојановски се обидува сега за 3, не се 3, туку се само 2. 4:0 за домакинот. Стручен коментатор на овој надпревар е Горан Крстевски, кој што оваа сезона ќе биде со нас во кошаркарските возбудувања. Со број 40 во меѓувреме поентира Говенс. Може само да го проследиме и овој напад кој што завршува со фаул. Фаулиране Дейвис, ќе има 2 слободни фрлања. Прецизен во првиот обид од линијата за 1 поен. Продолжуваме со напад на МЗТ Скопје и невнимание на Меккейден, ја губи оваа топка. Оди ТФТ во нов напад, 4:4 е резултатот. Говенс за 2 поена. 4:6, еве го и првото водство на гостите. Очекуваме да биде решено овој надпревар таму некаде во последниот период, очекуваме возбудлива пресметка до крајот.
Секако нема сите адути да ги откриваат и двата тима. Магдевски се обидува за 3, непрецизен е. Нема и двата тима да ги откриваат адутите ниту на стартот на овој меч, ниту пак воопшто на овој надпревар, но и нема воопшто да се штедат. Од друга страна пак одлично штета што не успеа да погоди Дејвис. Освоена оваа топка од страна на кошаркарите на МЗД Скопје. Има тука безпоштедна борба, ќе има тука битка до крајот. Дури да видиме одредено водство од една од двете екипи, сепак може да се надеваме дека ова ќе биде една возбудлива и интересна пресметка во сите 40 минути. Магдевски со офанзивен скок по промашувањето на Гил ги сменија улогите овие двајца за 6:6. Се игра кош за кош. Ако ги иземеме оние 4-0 па 4-4 како такви, значи изедначено е во првите 3 минути. Се уште двата тима се загреваат. Ке мора да застане Николов и прави чекори. Ова е првата загубена топка за екипата на ТФТ. Магдевски. Дејвис. Мекеден па Магдевски. Топка за Гил, вади надвор, тука е Мекеден, ке шутне за 3, прецизен е Мекеден, 5 поени негови. Прва тројка за МЗТ за 9:6. Нема поени, нема ниту фаул. Има сега лична грешка, со број 77, фаулира Зафиров. Топка од страна за аеродромци. МЗД Скопје во овој меч влезе со победа во уште едно големо дерби кај нас на гостувањето во Итало против Пелистер 67-72. Славеше со онаа тројка на Стојановски кај Студент во рамките на АБА2 лигата. Претходно победа против Куманово, победа против Гостивар, победа против Ангелино, службен надпревар поради пропуст во регистрацијата на играчите, и тоа е практично поразот што го има МЗД Скопје оваа сезона. Загуби на гостувањето кај Сутјеска, славеше против Феникс, дома славеше на отворањето на АБА2 лигата против Вршац и славеше против Маđари во овоедниот надпревар од нашата прва лига. Тајм-аут. You need to start playing with contact. Offense, decision making. You are making pivots with one leg, with no separation, no nothing. Make a decision. First of all, screen, slip, go. Over here, one dribble, attack the rim. What is this deal from free throw line? Contact. You are beaten in right every single time. In right. Force him slightly in left. Don't get him his foot. Speed up the game. We have set offense here. Contact, off-screen contact. We need to play with that. Let's go, give us 3-1. Продолжаваме понатаму по тајм-аутот. Ќе има топка екипата на ТФТ 13-6. Ова е веќе чувствителна предност за домашната екипа, но во духот на она како што го почна овој надпревар, гостинската екипа еве сега поени
за Гордон, први за него, Говенс има 4, Дейвис има 2. Странците поекспонирани на стартот на овој меч кај екипата на ТФТ. За 3 се обидува и прецизен е Магдевски. Андреј Магдевски, 5 поени се ова за него, Меккейден има 7. Односно и за Магдевски се 7 простете, имаше 4 претходно, 2 пати беше прецизен. Со овие 3 вкупно 7. Тоа се 20 најдобри стрелци кај МЗТ на стартот на надпреварот. Одбранете првиот напад на ТФТ и сега од табла на истекот на нападот Дейвис, 5 поени за него, 11 за ТФТ. Добро е ова за самодовербата на гостите, добро е ова за инспирацијата кај нив да останат во овој надпревар, како ќе одговори МЗТ Скопје, ќе видиме. Магдевски, Стојановски, Магдевски ќе се реши тој да шутне и го прави тоа, промашува, но му се врати топката во рацете, остана таму од каде што упати удар Андреј Магдевски. Меккейден доби удар во лицето, има лична грешка. Гил 1-1 против Николов. Гил непрецизен, има офанзивен скок. Ова практично го дозволија кошаркарите на ТФТ, а промаши Мекјуен. Топка во аут. Додавање во празно од Зафиров. Одиме со напад за МЗТ, Магдевски и Мекјуен комбинираат. Магдевски со диригентската палка на оваа средба, тој е првиот организатор на играта оваа сезона кај аеродромци. Меккейден фаулиран, ке има 2 слободни фрлања. Меккейден е играч кој што троши многу топки, кој што многу често шутира. Во просек има околу 26 минути по надпревар, 14 поени, 4 скока и 1,6 асистенции. спрема 11. Меккейден уште еднаш, 17 спрема 11. 8 поени за Меккейден. Беше максимален пред застанувањето на линијата за слободни фрлања. Николов се обидува за 3, нема тројка, топка за МЗТ Скопје. Добро поставени домакините. Магдевски Војдан Стојановски ќе влезе во игра на местото на Меккейден. Останува во напад МЗТ, имаат 6 позитива аеродромци. Магдевски 1-1, 4 секунди од крајот на овој напад, ќе мора да се реализира. Мекјуен се обидува на истекот на нападот, нема поени, но има офанзивен скок од Андоновски, или добро беше поставен, добро предвиде каде ќе дојде оваа топка. Таму на вториот обрач и му падна враце, сега е фаулиран. Личната грешка е за Ташовски.
Стојановски. Во пик со Гил, оди Стојановски, а префрла топката на спротивната страна, на левата страна. Се видува сега 1-1, има мисмеч, добар е во овој елемент, во шутот. Војдан Стојановски признава дека избрзал. Шут на преку Самервил. Говенс за 3, непрецизен е Гордон. Мекюен па Магдевски, го бара Гил да влезе во рекетот и забива и атракцијата на двоецот Магдевски и Гил. Први негови поени за Магдевски, ова е втора асистенција. Говенс нема шут од него, Ташовски, пред него е Стојановски, ќе се извлече повторно назад, сака сам, непрецизен е, има шанса уште една ТФТ Скопје. Повторно Ташовски таму каде што е најгусто, чекори се ова и ќе оди во напад МЗТ Скопје. Плюс 8, 19-11, највисоката предност за домашната екипа. Двојна замена, Крстевски влегува во игра заедно со Петков. Петков во напад за тимот на МЗТ. И тука некаде на крајот на оваа прва четвртина, во овие последни 2 минути, Горан Крстевски го вклучуваме со анализа за она виденото досега во овие нешто над 8 минути, скоро 9, еве ги истекуваат 9 минути. Добро вечер и од мене. Интересно е што во првите 5 минути видовме како двете екипи се менуваат во таласи, да речем, во бранови. Поентирањето. После првите 4-0 за МЗТ имаше 0-6 за ТФТ, па следеа 9-0 на домаќинот и прв тайм-аут. Офанзивниот скок на МЗТ го одбележува над преварот во првата четвртина, добија многу гратис напади заради слабиот дефанзивен скок. Во нападот на ТФТ на почетокот Николов не се снајде најдобре, затоа брзо следеше измена и сега со една small ball петорка, би рекол, се обидува ТФТ да ги врати овие 10 негатива кои МЗТ на брзина ги направи во првата четвртина. Она што е карактеристично за овие први 10 минути е дека со многу леснотија на воведот од мечот и двата тима влегува во пресметката, меѓутоа се почувствува разликата во пред се во уиграност на тимот на кај тимот на МЗТ Скопје, екипа која што подолго време е заедно. Сега е нова загубена топка на гостите, Мекюен е отворен сам за 3, нема кош, прифаќа Ташовски, ќе оди во нов напад за ТФТ. Премногу неизнудени грешки има кај, со тениски речик да се изразам, кај ТФТ. Тоа одлично го користат кошаркарите на МЗТ, искуството да си го прави своето, меѓутоа дефанзивниот скок на ТФТ е недозволиво слаб и оттаму МЗТ има по 2 до 3 шута за еден кош во еден низ напад и тоа добро го користа за сега. Еве тројка за гостинската екипа, прецизен е Стојановски со број 6 за 21 спрема 14, први негови поени и крај на првиот период. Одиме кратко со реклами, а потоа се враќаме со анализата на првите 10 минути и најавата за втората четвртина. Верен пријател на македонската кошарка. МТел. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move.
ТФТ. Од она што можеше да се види во првите 10 минути, 5 загубени топки за ТФТ, 6 скока вкупно, 5 дефанзивни, само 1 офанзивен, дури 12 скока МЗТ, 6 по 6 на двете страни, 5 тимски асистенции, 2 загубени топки, значи како екипа подобро функционираше во првите 10 минути тимот на МЗТ, индивидуално земено, 8 поени за Мекеден, тоа беше за очекување, Магдевски 7, по 2 Стојановски и Гил, од клупата 2 поена на Андоновски, кај гостите 5 поени Дейвис, 4 Говенс, 2 поена за Гордон и 3 од клупата за Стојановска на тројка што ја постигна на крајот на првата четвртина. Очигледно е дека, освен тоа што гледаме брза кошарка, гледаме и многу грешки во организацијата на нападот, па може да се каже и на двете страни. Да, колку е брза, толку е брзоплета и проткани на играта на двете страни со многу технички грешки, меѓутоа рано е се надевам дека ќе се искоригираат играчите. Во рекетот Андоновски да видиме сам против двајца, прецизен е, има кош и дополнително слободно фрлање. Чија е само да видиме оваа лична грешка. Оваа лична грешка е за Стојановски. Добро втрчување на Андоновски, многу наивен бекдор прими Стојановски. Стојановски од гостивар и ова на еден прволигашки играч не сме да му се случи толку лесно во првите 5 секунди од нападот. Оди на линијата за 1 поен. Андоновски сега комплетно со играчи од клупата игра МЗТ Скопје. Андреј Андоновски има 18 минути по надбрар, 6,3 поени, 3,3 скока и половина асистенција, 0,5 нели, по надпревар, во просек ако се земе, се брои и децималата. Има лична грешка од Андоновски сега, ќе оди ова беше обид за 2. Непрецизен е во првиот обид Самервил. Ремон Самервил, 211, 25 години, од Делауер. Во тимот на ТФТ, од Делауер Стейт University Hornets. Мекјуен. Во пик со Крстевски влече мисмеч под кошот, Мекјуен далеки има шут, дано од Андоновски од противната страна, за 3, прецизен Андоновски, ги добива своите минути, го користи тоа, 4 овие 3-7 поени вкупно, 26:17, како така МЗТ Скопје го одржува водството што го има, не му дава на противникот да стигне премногу близко, сега флоутер 1 кој што завршува со поени. Прецизен е Иванов. Го виде Крстевски Мекјуен, му даде топката, овој заглавен меѓу двајца, не успеа да постигне коша, фаул прави Петков да ја прекине контрата на МЗТ напаѓа во грб. Тоа значи дека во првите 5-6 секунди без разлика колку играчи се во напад, одат на кош додека не е формирана одбраната на ТФТ и се обидуваат во рана фаза да создадат шанса за шутот, чиста позиција за било кој играч во белиот дрес кога е во слободна позиција без одбрана. Одиме со нов обид и нова тројка за гостинската екипа. Можеби и шутот за 3 го одржува во живот тимот на МЗТ Скопје Аеродром, односно на ТФТ во дуелот со МЗТ Скопје Аеродром. Ова е четврта тројка веќе во шестиот обид за гостинската екипа. Мекјуен, побрз е Мекјуен од директниот чувар, нема 2 поена, тешко е во скокот со Самервил. Ташовски обид за Цепелин, не пројде ова додавање, но ќе има втора шанса за ТФТ.
Иванов, па Ташовски. Прсе Ташовски бега од својот чувар, фаулот е долу, велат арбитрите. Фаулот е на земја. Се уште беше жива топката во дриблинг и кошот нема да важи. Се буди полека и тимот на ТФТ. Полека го дава она што се очекува од него. Од оваа група создадена да му парира на шампионот, долги години не му успева тоа никому. Има ли крај на владењето на МЗТ? Ке знаеме на крајот на ова сезона. Тешко е да се игра тука, густо е во рекетот, го виде тоа Ташовски. Мекјуен. Магдевски, 2. 28 спрема 22. Повторно едно втрчување од 45 степени во рекетот. Лошо ги читаат овие така наречени катови на МЗТ играчите на ТФТ и пак ќе кажам дека премногу лесно во рана фаза од нападот МЗТ доаѓа до чисти ситуации за поентирање. И премногу лесно се обидува за 3 на овој надпревар. Ево, повторно тоа втрчување. Само 4-5 секунди од нападот помина и веќе беа во ситуација за поентирање. Значи, мора да е подобра транзицијата во одбрана играчите на ТФТ ако сакаат да се надеваат на подобар резултат. И оваков резултат од само минус 6 поени е и добар за толку многу грешки што ги прават во одбраната. Девис претходно промаши за 3. Откако претходно имаше 2 од 2. Го расипа учинокот на 4 од 7 гостинската екипа во ударите од дистанца, од задлинијата за 3 поени. Ташовски оди цепели, левеа првата атракција. Сомервил дојде за ова и го дава она што треба да и го даде на македонската кошарка, тоа е атракција. Мекеден. Оди Мекеден, сам ќе оди до крај, фаулиране, се виде дека има лична грешка. Ја оптеретија десната страна играчите на МЗТ, остана на лева страна 1-1. Добро прочита Мекеден и го нападна, излече 2 слободни фрлања. Многу мудро од играчите на МЗТ Скопје. Мора малку поискусно овие тактички варијанти на МЗТ да ги читаат играчите на ТФТ. Сепак се работи за сениорска кошарка и таа слаба страна, weak side или help side, како што викаме ние тренерите, мора подобро да ги чита овие ситуации и да го брани подобро рекетот. Мекеден е прецизен во меѓувреме, постигна 2 поена за 10 вкупно за него. 30 спрема 24, тој е првиот двоцифрен овој надпревар, 9 поени има Магдевски. Ташовски има лична грешка од Магдевски. Мудар фаул на Магдевски, откако беше изгубена ситуацијата, направи фаул за да го прекине нападот, каде што во континуитет ТФТ имаше 5-4 во завршницата. Да, фаулиран беше Гордон. И сега продадена топка или добро прочита Магдевски, оди 1-1, каде до крај Магдевски се извлече добро и поентира, преискусен за да биде сопрен во ваква ситуација. 32 спрема 24. Гил уште еднаш сече во полето каде што треба да брани. Добро беше поставен. Се бори Андоновски таму со Самервил под кошот. Не му пречат тие 211 сантиметри, го иструка противникот од рекетот. Добро помагаат во дефанзивата кошаркарите на МЗТ. На истекот на нападот Гордон ја погодува својата прва тројка во вториот обид или 5 од 8 обиди за тимот на ТФТ. 32 спрема 27. Дали смее ТФТ да се подпре на ударот за 3? Одговорот ќе го знаеме на крајот на овој надпревар. Сега добро поставени во одбраната гостинските кошаркари. Ташовски се излекува 5-0 прави ТФТ и тајмаут бара очекуван тајмаут после 5-0 серија. ТФТ многу паметно одигра во последните минута и пол. Два брзи напади, посебно едниот беше во контра, другиот не беше толку брз колку што беше среќен.
switch. We go down. The entire defense is collapsing, okay? We don't have anything. Go for flash and then play from this. If you go for low post, you need to go for the block and then put the ball inside, not from here. Score. Го видовме тајмаутот, ги слушнавме советите, одиме на терен да видиме што ќе биде изреализирано од сето тоа што беше нацртано на таблата. Се разбира нервоза кај домашниот стратег, затоа што меки се во одбраната, како што кажа неговите кошаркари, особено во последната фаза од нападот, кога во последната секунда дури 3 пати шутнаа за 3 поени и 2 пати погодија кошаркарите на ТФТ. Магдевски оди за Дейвис, Дейвис за Маккейден, пик на Гил. Еве сега мисмеш, Николов излезе надвор, побрз е Маккейден, се обидува за 3, прецизен е 35 спрема 29, само што се доближи ТФТ. Маккейден го постигнува својот 13-ти поен, втора тројка во вториот негов обид. МЗТ има 4 од 11 за 3 поени. Ризично комбинираат кошаркарите на ТФТ, еве наф удар за 3 поени и повторно најизменично тројки на двете страни. Шутерско шоу сега на двата тима. Магдевски не може да трае безкрај таквиот однос кон играта. Дейвис и Магдевски губат топка. Мртва. Држана. Одлична одбрана на младиот Тома Стојановски, добра антиципација, пресече таа топка. Штета што не ја задржа во рацете, ја изгубија во една така наречена мртва топка и повторно МЗТ продолжува во напад. Тома Стојановски по првата, втората грешка се враќа со скокови во одбрана, со добра динај одбрана на топка. Има сериозна Тоа е добра вест за стручниот штаб на ТФТ. Да, има добра минутажа, сериозна, скоро 18 минути по надпревар, ще заприка 2 поена, 3 скока и скоро една асистенција по меч. Тоа е сосема солидно на стартот на ова првенство, со тенденција нели ако вака продолжи да растат бројките за неговото име. Магдевски ќе уфрли во игра, Маккейден се излекува и добива топка. Повторно доаѓа во пик Гил, добива уште еден пик од Стојановски. Маккейден се решава да оди сам, ќе оди за 3 поени. Прецизен е трета негова тројка. Дали да свича, дали да го остават да шутне, го прави второто. Маккейден 16 поени, 3 тројки во 3 обиди. 100% е на овој надпревар досега од поле, 1 од 2 има од линијата за 1 поен. Американецот во редовите на МЗТ има 2 скока, 2 асистенции, но и 2 загубени топки. 4 тројки дадени наизменично по 2 на двете страни. Дали затоа што е добра одбраната или затоа што беа, да не бидеме престроги, меѓутоа помалку инвентивни во нападот кошаркарите на двете страни? По еден шут на двете страни беа земени во последните секунди од нападот. Посебно таа првата тројка на ТФТ беше шутната од немоќ. Меѓутоа топката влезе, не е битно кога е шутната, важно е дека се бројат тие поени. ТФТ полека ја стабилизира играта, како да се подзагреја играчите, едноставно сега делуваат рамноправно и во одбрана и во напад, не примаат лесни поени во дефанзивната транзиција, тој момент го стабилизира, најверојатно беше укажано тоа на нивниот тајмаут. Тај рескиодот на репетицијата, односно челендж поваран. Ке гледаат судиите забавена снимка. Шанса да добијат уште по некој совет кошаркарите на двете страни.
Она што го гледаат арбитрите. Фаул во напад. Мекеден одстрана за Магдевски, сигурно ќе оди ова топка. 2:58 за игра во вториот период, 38-32. Имаше плюс 10 МЗТ Скопје Аеродром. Мекеден 16 поени до сега. Мекеден гледа само кон обрачот. Мекеден се крева за 2, нема кош. Скока Николов добро го затвори рекетот по овој шут на Мекеден. Напад за ТФТ. Стојановски, Николов, Ташовски, Николов, Говенс, Ташовски влегува, нема кош. Магдевски, Мекеден, Магдевски. Реши до крај и не сгреши Андреј Магдевски. Го одигра тој бумеранг пас за да може Магдевски да одигра 1-1, имаше мисмеч во негова полза ситуација која искористи многу паметно. Умешно 13 поени за него. Да видиме Николов оставен сам, ќе се обиде за 3, еднаш промашува 2 пати од оваа позиција. Мекеден, откако топката ја прифати Дамјан Стојановски. Прави фаул кошаркарот на ТФТ за Николов, ова е втора лична. Бонусот е исполнет, ќе има 2 слободни. Бонусот е исполнет и мислам дека требаше подобро да одигра во одбрана, играчот беше во корнер. Не требаше толку рано и брзо да направи фаул и да го испрати на слободни фрлања. Оди на линијата за 1 поен. Мекеден. Едно промашување на овој надпревар, токму од тука, сега е прецизен, 2 од 3 од оваа позиција, 17 поени вкупно. Поени за него, 42 за МЗТ, повторно плюс 10 на минута и 38 до крајот на првото полувреме. Ташовски во нов напад за ТФТ. Мирно го поставува нападот. Говенс, Ташовски повторно, има лична грешка, дали од Дамјан Стојановски, да, крева рака, признава. Бонусот исполнет и кај МЗТ и ова ќе бидат 2 слободни. За шутерот измена, во игра ќе се врати Дејвис, со број 98. Клучни 2 минути од овој дел на надпреварот, МЗТ се обидува да направи добра залиха на поени во второто полувреме да влезе со двоцифрена предност. За сега тоа им успева, 10 поени разлика. Еден од 2 во оваа ситуација. Еве замената. Гордон оди на клупа, 6 поени. Прв пат на линијата за слободни на овој надпревар. Гордон. 28 минути по надпревар, 18 поени во просек, 5,3 скока и 1,5 асистенции до сега во овој тек од сезоната. Мекеден. Пад на Мекеден, останува МЗТ во напад. Гил за Магдевски, Магдевски фаулиран, 2 слободни. Мислам дека имаше чекори кои судиите не ги видоа или ги превидоа, иначе МЗТ преку Ајверсон Кат, така наречен Ајверсон Кат, влегува во последните неколку напади, се обидува преку Мекеден да направи предност на бековска позиција. Тој вечерва со 16, веќе 18, простете, со 18 поени е најефикасен, со 6 од 7 погодени. Да. Точно. 3 од 3 се ударите исплати за играта 3. немците преку него вечерва. Да, но може би тоа е меч со два краја, нели, 2 острици, затоа што останатите кошаркари се во поинтерска смисла ладни. Не го почувствуваа кошот. За овој дел на надпреварот, за последната минута,
добро да се влезе со оној кој е најрасположен и може би е паметно да се игра против него. За во второто полувреме ти си во право, ќе мора малку повеќе играчи да влезат во таа поентерска серија. It will be fine with you going from Iverson. So, Darren on the ball, Victor Idiot goes structure and narrate. On this, when you will receive this, you reject and you attack one-on-one. Watch out on Trevor. Attack one-on-one, okay? He cannot stop one-on-one. If you cannot enter in five, you cannot enter in five. If he is in the game, we are in two with whoever from you and you that is guarded by him. Okay? Whoever number 19, if it's guarding you, we're guarding you too. But first intention 5, reject the screen attack one-on-one. We are 3-1-2-3. Дали се оди преку Дамјан Стојановски, да видиме интересна замисла, што може да се изреализира преку ова. 1:08 до крајот на првото полувреме, 42-33, 9 позитива има МЗТ, највисоката предност изесуваше 10, а највисоката поентерска серија 9 поени. Магдевски на линијата за слободни фрлања. Прецизен, 26 минути во просек, 6,3 поени, 4,5 скока и 4,7 асистенции. Игра разновидно оваа сезона. Андреј Магдевски го води МЗТ Скопје сега за сега во позитивен скор. И во добар амбиент во оваа фаза од шампионатот, македонскиот шампион. Напад за ТФТ. Загубена топка, уште една. 10-та веќе. Дамјан Стојановски, обид за 3, па за 2. Лажен потек. На крајот Дејвис стигна до топката во аголот, во корнерот, така наречен. Николов ја прифати, двајца околу него, Дејвис и Гил. Говенс ја извлече, еве го игра на Магдевски, бара бамп, бара контакт, прави бамп, односно бара контакт. Нападот на ТФТ продолжува. Истиот напад што го игра МЗТ, последниот напад го одигра и ТФТ. Меѓутоа не го видовме до крај, имаше грешка. Дејвис изолиран со Гил, добро Магдевски антиципираше, пружи рака, го пресече ова додавање. Ташовски ќе уфрли во игра од страничната линија. Само 5 секунди, да. така ќе видиме дали имаат некој специјал за 5 секунди или обичен пик ен рол. Говенс, двојно водење, загубена топка, број 11 за ТФТ. Тайм-аут. После тайм-аутот ТФТ две грешки, без реализација. Go like this. 19 seconds, run it to the last second, okay? Elijah, don't leave time for over here. Damian behind, okay? Andrei. 5, 4, stay over. We go first switch here with Damian, with Andrei. With Andrei, yes. Go down. At the same time, Damian, stay here. Go. Okay. Attack immediately with pitch towards Elijah. Elijah, attack straight on the pitch towards Juan, but look for this help over here on Damian, okay? LG, when you get here, when they make the pitch, you screen your own player over here. So Elijah, take this cut over here and attack over LG. Hey, last shot, Okay. last shot. If it's so, if they match up, post up immediately here on LG, here inside. Watch for the pass, look for this cut over here. But wait until last second, okay? Hey, walk your player over here face to face. Okay, Elijah, finish over here.
Последни 20 секунди до крај може да ја држи топката МЗТ Скопје на оваа четвртина и најверојатно тоа и ќе го стори. Магдевски оди во дуел со Девис, се повлече Девис, му остава простор на кошаркарот на МЗТ Скопје, го бранат рекетот тесно во зона, преземаат се кошаркарите на ТФТ. Меккейден за два, Меккейден изблокиран и крај на првото полувреме. 44 спрема 33, има 11 позитива ТФТ. Што направи, односно има 11 позитива МЗТ, што направи ТФТ во првите 20 минути, избројки 12 од 25 ударот од поле, 6 од 15 за 2, 6 од 10 за 3, тројките се она што го одржува во живот гостинскиот тим на овој меч, 13 скока вкупно, 10 дефанзивни, 6 тимски асистенции, 11 загубени топки од поединците, 8 поени на Дейвис, 7 на Гомес и 6 на Гордон стартната петорка, од клупата Ташовски 5-3 за Стојановски, по 2 за Иванов и за Самервил. Она атракција, оној цеплин, она забивање, оној момент на мечот за екипата на МЗТ Скопје, 51% од поле, 17 од 33, 5 од 7 од линијата за слободни, 5 од 13 тројките, 18 поени на Меккейден, 15 поени на Магдевски, изненадувачки за оној што го организира напад и што додава, сега е во преден план поентерски гледано. Андоновски 7 поени, во однос на скоковите 17 вкупно, 10 тимски асистенции, 6 загубени топки. Анализа на првото полувреме. Паѓа во очи негативниот рейтинг кај ТФТ во однос на направените грешки, асистенциите и скоковите. Премногу грешки 11 за едно полувреме, премалку асистенции 6 и многу малку скокови. Негативен рейтинг кој многу влијае на резултатот на семафорот 44-33 во корист на МСТ Скопје. Мора да направат корекција во овие параметри ако сакаат да се надеваат на поизравнет надпревар, бидејќи ако продолжат вака може МСТ да се одлепи на поголема разлика. Толку почитувани гледачи во ова прво полувреме, кога следите хајлајтсот, ќе останеме со слика уште малку додека да завршат највозбудливите моменти, а ќе се одморите од нашите гласови за едно 10 минути, се враќаме повторно во пренос. И ТФТ дуел од седмото коло во домашното кошаркарско првенство, дуел на непоразениот ТФТ и МЗТ кој што има еден службен пораз поради административна грешка, погрешен играч во записникот или играч кој што немал право на настап, како и да е, го загуби тој меч со Ангели кој што го гледавме во живо, на кој што доминираше тимот на МЗТ Скопје во салата во Киселавода. Но на крајот на хартија на зелена маса, сосема исправно, законски, легално, го загуби тој меч. 5-1 има МЗТ, 6-0 има ТФТ. Ова е надпревар на два од клубовите или две од екипите кои што атакуваат на највисок пласман сезонова. Плюс 11 има екипата на МЗТ Скопје на минута до стартот на второто полувреме, на третата четвртина. Уште еднаш да најавиме што би можеле да видиме со оглед на она што статистички и реално на теренот го покажаат двата тима во минутите што следуваат. Горан Крстевски е наш стручен коментатор и на овој надпревар ќе биде така во текот на целата сезона, она што ќе биде повозбудливо и поинтересно во наводници за коментирање без со сета почет на сите надпревари, меѓутоа она што ќе оцениме дека е поатрактивно, ќе се обидеме да го доближиме до публиката што одигра и што треба да играат во второто полувреме МЗТ и ТФТ. Па јас веќе спомнав дека во играта на ТФТ ќе треба да се
подобри дефанзивната транзиција, многу битна, одговорна фаза за еден тим, за еден клуб кој има амбиции и атакува на првото место оваа година, како што гледам и во моментот на табелата. Не смеа да примаат лесни поени во првите 5 до 10 секунди во нападот. Премногу сериозен тим се и ќе мора знаат дека МЗТ, како што речете веќе неколку пати, 10 на 15 години веќе никој не успеа да го симне од тронот, знаат што следи во нивната сала и мора малку да го променат односот во одбраната за да имаат било какви шанси да одговорат во второто полувреме на овие плюс 11 разлика. Нема двоцифрен стрелец кај ТФТ, најдобар поентер со 8 поени е Девис, додека Мекеден со двојно повеќе, односно 18 веќе е најдобар кај ТФТ и кажавме Магдевски со 15 поени, веќе повториме затоа што тоа не изненадувачки дека тој има толку поени, туку затоа што е меѓу лидерите организаторот на играта на МЗТ тројка. Еве го најсилното оружје на ТФТ со број 98 Девис ја постигна својата трета тројка во четвртиот обид или седма во 11-тиот на ТФТ. Продолжува рафално да стрела од дистанца гостинската екипа. Најверојатно дека чувствува гостинскиот тим дека му оди шутот, но тоа може да биде шутираат со скоро 70% за 3 поени, што е неверојатен просек. Продолжуваат таму кај што застана, квалитетни играчи. ТФТ откако се појави на македонската кошаркашка сцена, мислам дека ретко промашиле странец, тоа е добра скаутинг служба и понудите од менаџерите најверојатно им се 100% веродостојни и како што гледам и оваа година нивните странци се коректно добри за нашето првенство. Не е случајно нивната прва позиција во моментот на табелата. 5 од 6 за Меккейден од линијата за 1 поен, 20 негови поени. Николов непрецизен е. Николов е денес без поен. индиспониран. 0 од 4 има во ударите од поле, 0 од 2 за 2, 0 од 2 за 3. Магдевски оди до крај, непрецизен е Магдевски, излезе топката од обрачот. Николов скока во дефанзива, брз е овој напад на ТФТ и сопрене. Интелигентен фаул на Дамјан Стојановски. Обично во скаутирањето на противникот има забелешки кон играчите во рана транзиција кои играчи да се напаѓаат. Јас лично не би го напаѓал Дамјан, бидејќи е премногу искусен и оние 4 мали фаули до бонусот знае многу интелигентно да ги користи, како што покажа и неколку секунди пред малку како тоа се прави на многу интелигентен начин да ја поништи контрата. Погоди за 2, Говенс 9 поени вкупно, оди на линијата за 1 поен, прецизен е од линијата за слободни фрлања, 1 од 1 има од оваа позиција, 4 од 7 има тимот на ТФТ, додека 7 од 9 имаат домашните кошаркари. Малку слободни фрлања во првото полувреме и на почетокот на второто, значи се игра чисто. Меккейден се крева само топка за Гил, затоа што беше добро чуван. Гил оди, форсира сам на истекот на нападот, непрецизен е, ќе оди ТФТ во напад кој што завршува со топка во аут и загубена топка на ТФТ број 12. Продолжуваат со грешките во напад, беа 5 на 3, 2 играчи повеќе и успеа да изгубат топката каде што мислам дека и помалку квалитетни тимови ќе се обидува на попаметен начин, по тактички начин да искористат оваа шанса во играта со 2 хендикеп играча повеќе. Стојановски за 3, промашува се, оди во аут оваа топка, ударот на МЗТ за 3 поени, 5 од 14, додека Дамјан Стојановски, капитенот и стартер на овој меч, прв пат се обиде за 3 поени, останува на 2, оној единствен шут од поле што го имаше. Дамјан Стојановски
Сега добро во одбраната, кошаркарите во бело се справуваат со овој напад на противникот и Магдевски успеа да се избори за држена топка и за напад за МЗ. Многу нетактично, премногу дриблинзи на Говенс во место. Магдевски тоа многу добро го искористи. Преискусен е за вака да му помине. Премногу искусен за ваков вакви подарок. ситуации. Паметен, борбен играч кој сака да игра одбрана. Ова беше наменето за Дейвис, дали додањето беше побрзо или бавен беше Дейвис, како и да е МЗ ја губи топката. Сега има лична грешка од Магдевски. Дали ќе важи кошот? Да, велат арбитрите. Лут на себе можеби поради тоа што ја загуби топката претходно, удри по рацете на противничкиот кошаркар, овој пак погоди за два, има и дополнително слободно фрлање. 46-41. 7-19 има за игра во третиот период. Дейвис 11 поени, нема 12 за него. Магдевски скока во дефанзивата во дуел со Николов. Тргнува сега во напад, го има секаде Андреј Магдевски на овој надпревар. Дейвис, Меккейден, вратена е топката, загубена топка за МЗТ, број 7. Имаат и 6 украдени топки кошаркарите на МГС, на МЗТ, имаат 18 скока. Поздрав до одделението МГС во македонската телевизија. 46-41, 7:07 до крајот на третиот период. Николов губи топка, ја освојува Гил, тргнува Гил, дали ќе оди сам? Да, до крај за два, блокира Николов, стигна да блокира. Магдевски е тука, победот нема да важи затоа што топката е за ТФТ. Исправна одлука. Гил беше во аут кога топката го удри во ногата и се врати во игра. Сега може да се види тој момент. Еве Гил е во аут и топката го удри во 10-то стапало. Премногу грешки на двете страни. Го почнуваат и второто полувреме како Брзоплет. И второто полувреме како и првото. Брзоплето. Николов за Говенс. Се излече Гил, но брсе. Тука и немаше класичен мисмеч, но има удар за 3 поени. Дейвис, неверојатен е. 4 од 5 во ударите за 3. 16 поени. ТФТ има 8 од 12, 66,6 во периода. Проценти, тоа се 2/3 погодени шутеви за 3 поени. Тоа е безпрекорно. Претходно беше за ваков надпревар. Претходно беше добро изработена ситуација, мисмеч ситуација каде што имаше предност ТФТ. МЗТ мораше да помага кон топката. Одлично додавање. Топка до најдобриот шутер вечерва. Како што речете, 4 од 5 тројки. И имаме жив надпревар од само еден посет разлика во корист на МЗТ. Така е, 46-44, многу брзо ТФТ ги врати оние минус 11 во текот на ова трета четвртина. Гил, Од другите надпревари малку повеќе е изработен, согласен тој баланс помеѓу домашните и странските играчи во ТФТ. Вечерва премногу квалитет понудија странците, премалку квалитет понудија домашните играчи. Тука е тој дисбаланс. Не знам колку поени постигнаа странците, меѓутоа мора и домашните играчи да дадат малку поголем удел во поентерскиот дел. Домашните кај ТФТ имаат Ташовски 5, Иванов 2, Стојановски 3, толку 5 и 5, 10 од овие 44. Зафиров и Николов од стартната петорка се без поени, а Кнежевич и Нури не добија шанса до сега на овој меч. Николов. Повторно недоразбирање во нападот. Говенс се обидува и тој за 3 преку човек, промашува се на
подалечната страна од таблата се видува дека е изнуден шут, дека е префорсирано ова. Што би рекли ние, не позиција, Апсолутно, воопшто и не го гледаше кошот. не позиција далеку, преку рака, но мораше истекуваше нападот. Магдевски Стојановски, ова е Војдан. Само 7 минути е во игра Војдан. Сега промашува, скока Дамјан, односно скока Магдевски, простете. Дамјан Стојановски е на клупата, а ќе оди во нов посет тимот на ТФТ. Се калкулира со минутажата на браќата Стојановски. Па во поодминати кошаркарски години се Секако. треба да се штедат за финишот на сезоната кога ќе практично се решава за трофеите. Односно едниот трофеј ќе се решава таму некаде во февруари. Едниот пекар во купот. 48-44. Мекјуен во игра, Магдевски на клупа, да одмори малку товарот на неговите плеки во организацијата на играта, иако тој, како што споменавме, сака и во дефанзива да игра, го има секаде, на секоја позиција практично, сега промашува за еден поен Гордон, кој што шутира на овој надпревар 2 од 3, а 4 од 9 е учинокот на Лош статистички параметар за ТФТ. 5 од 10, Слободните фрлања 50%. во еден ваков егал надпревар ќе бидат многу битен параметар. Тие шутираат со некој 50% успешност. Повторно ќе кажам, ќе мора да го подигнат тој процент ако сакаат да дојдат до било каква шанса за победа во овој надпревар. Шеста тројка во 15-тиот обид на МЗТ за Смит Мекјуен. Ова се први поени, 0 од 6 имаше од поле, 0 од 3 за 2, 0 од 3 за 3, сега има 1 од 4 за 3 поени. Повторно бавен напад на ТФТ, се троши многу времето, 3 секунди. Нема каде, ќе мора вака да шутира, ова беше и повеќе од изнеден шут. Мекјуен ја прифаќа оваа топка по промашувањето на Гордон. Стојановски, добро е затворен. Мекјуен, Николов е на него, Мекјуен погоди пред малку, ќе оди уште еднаш за 3 поени. Се виде ова и ако ништо друго, барем извади 3 слободи. Уште една лоша тактичка одлука на Николов. Овој шут се бранеше без фаул, вака го испрати на линија за 3 поени. Им дава шанса да се одлепат повторно играчите немзете на 8 или 9 поени разлика. Го промашува првото Мекјуен. Мек Смит Мекјуен, 191 см, 27 години, од Фрибург, од Швейцарија, дојде во редовите на МЗТ Скопје Аеродром. Погоди тројка, 4 поени за него, 51-45. Како ги шутна овие 3 слободни фрлања, Фаулот фаулот за малку ќе кажем дека фаулот се добива исплатеше. на значење, на позитивно значење. Говенс до крај нема поени, има скок, но играл некој на обрачот и поените ќе важат. Да видиме кој. Мекјуен за Стојановски. Гил во пик, Стојановски за Мекјуен. Се бори во мисмечот, Гил добива топка со Зафиров. Гил. Тешко.
Вади за Андоновски, овој за Мекеден, Мекеден за 3, нема кош. Скока и тоа доминантно Николов тука во својот рекет, добро го забележува каде ќе оди топката. Еве напад на средната страна, но Девис промашува. Брзи две промашувања, сега Мекјуен вади надвор, таму е Војдан Стојановски за 3, прецизен е каснува. Тајмаут за ТФТ. Тоа е таа величина на Војдан Стојановски. Два зицера, така наречени, две лесни би требало положувања. ТФТ ги промашува, влегува во серија на промашувања. Војдан тоа го казни на најдобар начин во рана фаза на нападот. Шутот корнер, 3 поени. Повторно МЗТ на 8 разлика. Next play. Bas, you are with the ball. They're in opposite corner. On 4, Toma. Over here is the guy that is guarded by Andonovski. I suppose that this will be you, okay? We'll change this. Yola strong corner, there in opposite corner. This is the first strong flag. Around. On this pass, we are not searching this pass. We search boomerang, and we are attacking 6 with goal screen, okay? If you have this pass, then the swing goes to Derry. If you find Toma, if there are miscommunication over here, swing hit the corner to Derry. But goal number 1, put 6 to defend goal screen, okay? Finish strong on the rim, finish strong on the rim. Toma, switch, Ray, with the Ray, we are step out defense. With the Ray, step out defense. We don't step out. Stay connected, step out, attack the ball. Девис 16 поени, 12 за Гоенс, а Гордон има 7. Поекспонирани се странците, како што кажавме, во оваа фаза од овој надпревар. Ложата во Јане Сандански, дел од управата на МЗТ Скопје, аеродром. Добро во одбраната Мекеден, само за момент. Обид за 3 ова, нова тројка ќе има и дополнително слободно фрлање. Сега Гоенс погоди втора негова тројка во третиот обид. И она што е исклучително важно за ТФТ е што шутот за 3 изгледа некако вака. Гордон 1 од 2, Гоенс 2 од 3, Дейвис 4 од 5, Ташовски 1 од 1, Стојановски 1 од 1, само Николов има 0 од 2. Едноставно процентот е над 75 во ударите на оние што најмногу трошат топки во шутот за 3. Сите што играат дадат доволно голем придонес од шутот за 3 поени да биде на највисоко рамниште. Сега 4 поени од еден напад. МЗТ со оваа одбрана како да се потрудија да го врати над преварот во живот, да биде поинтересен за гледачите. Мекјуен Андоновски доаѓа во пик, Мекјуен бара тој да оди под кошот, Гил сега добива топка, да застанува со дефанзивен чекор далеку од обрачот. Мекеден, погодувате што ќе направи, оди на обрач, нема кош, промашува. Андоновски е тука, златовредни се овие скокови, овие собрани отпадоци, овие ничии топки, ќе има 2 слободни. Требаше да има малку подобро заградување, така наречен бокс-аут од Тома Стојановски. Тактички добро го истурка од позади Андоновски, ја зграби оваа топка. Можеше за малку да профитира и со 2 поени и едно дополнително слободно фрлање, но и вака не е лошо со 2 слободни фрлања да се обиде да зголеми разликата, која во моментов е само 4 поена. 5 сега, Андреј Андоновски, 201 см, 23 години, продукт на МЗТ Скопје 2. Една убава приказна. (56 51). Останува на 8 поени Андоновски. 1 од 3 во ударите за 1 поен, 11 од 16 МЗТ Скопје. Е обид кој што оди во неврат
Промашува Зафиров, 0 поени се уште за него, ова Обид беше за Алеуп. прв обид, да. Обид за Алеуп. Па добро, дали беше шут, дали беше Алеуп? Не, Алеуп, меѓутоа премногу далеку фрлен директно во аут. Значи не му го броиме како удар од поле. Стојановски, Гил. Гил тргнува сам прецизен. Добро го биде испразнетиот рекет на противникот, 58-51 за Гил. Ова се 6 поени вкупно. Бараат позиција за 3 поени гостинските кошаркари. Дори сега на истекот на нападот се реши да шутира за 2 и промашува. Сега Гил на спротивната страна погодува тројка по промашувањето на Дейвис, кој што го расипа впечатокот, ако може и да го расипе, 4 од 5 има за 3, а 1 од 7 за 2 поен. Самервил, ова е обид за 2, има 2 слободни. Добар јак фаул на Андоновски, не дозволи 2 по 7. Во корист на ТФТ, го испрати на 2 слободни фрлања. Тактички многу добар фаул. Да се мачи од линијата, замена двојна кај ТФТ и кај МЗТ замена. Дамјан Стојановски, Војдан Стојановски во игра, заедно со Мекјуен, Андоновски и Гил. А Самервил, кој што е на линијата за слободни и прецизен во првиот обид. 3 поени негови, претходно промаши 2 слободни. Во игра е заедно со Стојановски, со Ташовски, со Дейвис. Мекјуен. Андоновски доаѓа во пик, Мекјуен се уште со топката и Гил доаѓа тука, но Мекјуен решава да оди сам за 3, прецизен е Смит Мекјуен. Ова е негова втора тројка во 5-тиот обид, а 9-та во 19-тиот за МЗТ Скопје Аеродром. Во преградка Дамјан Стојановски и кошаркарот на ТФТ. Бара изолација преку Дамјан Стојановски. И тој не дозволи лесни 2. Ќе се проверува дали ова неспортска лична грешка. Добро, преградката повеќе беше за да не падне противникот, а не дека сакаше нешто Стојановски да посериозно да го фаулира или да одигра неспортски, како и да е. Арбитрите се тука за да видат. Гордон ќе оди сигурно на линијата за слободни, само дали ќе има посет. Ете, едната рака на Стојановски е на топка. Да видиме. Да, фаул е ова. Чисто спортски. Како што рече ти. Да. Оди Гордон на позицијата од која има 2-4 до сега. Има и 7 поени. Джастин Гордон, 198 сантиметри, 31 година. Меѓу странците, тој е еден од двајцата најискусни. Говенс има 37. Од Нан дојде Говенса, од Blue Wings, од Словачка, Гордон во редовите на ТФТ. Во напад се гостите. Но не за долго, затоа што има лична грешка во напад од 24-ката Гордон. Повторно преку Дамјан Стојановски. Дамјан одигра deny defense. Пред него 3/4 одбрана го натера на демаркирање со помош на лактот.
Одлично пресудена одлука за фаул во напад. Стојановски. Војдан за Дамјан, Андоновски фаулиран. Бонусот е исполнет на 24 секунди 60 до крајот на третиот период и ќе има слободни фрлања. 64-53, повторно се оние највисоки 11 позитива за тимот на МЗД Скопје Аеродром. Клупата на аеродромци даде 18 поени до сега. Додека клупата на ТФТ даде 14. Осум поени на Андоновски, висока реализација од поле, 3 од 4 има, 75%. Еден од 3 имаше пред ова слободно, сега има 2 од 4. Тоа е 50% реализација. Ако погоди сега, ќе има 3 од 5 или 60%. Ќе порасне неговиот учинок. А непрецизен е 2 од 5, значи 40% паѓа реализацијата од линијата за 1 поен на Андоновски. МЗТ Скопје Тешко денеска да врзе 2 од 2. 12 од 18 има. Тоа е 6,6%, тоа е слаба реализација од линијата за 1 поен, дури за многу послаби екипи. Има време за шут. Мекјуен се крева за 3, прецизен е на истекот на третиот период. Смит Мекјуен да ја зголеми предноста на аеродромци, да ја зголеми главоболката кај ТФТ и да ја одведе својата екипа на паузата од 2 минути со да погледнеме уште еднаш, само да видиме оваа тројка. Да, со солидна предност од 15 позитива, уште еднаш тројката на Смит Мекјуен и уште еднаш овој потек кој што ќе го одбележи сигурно овој надпревар. Одиме со реклами па се враќаме во пренос. Верен пријател на македонската кошарка. МТел. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Најсреќен сум кога се предизвикувам себе си. Во моите предизвици секогаш ми помага мојот вистински пријател, спортските компресивни чорапи. Без разлика дали спортувам, пешачам или пак планинарам, чорапите ја подобруваат циркулацијата, даваат максимална стабилност на зглобовите и мускулите и се одлична заштита од повреди. Секој чорап е изработен од 10 километарски конец и е тестиран дури 27 пати. Веројатно и затоа движењето на секоја површина со нив е удобно и безбедно. И најважно од се, спортските компресивни чорапи ми помагаат да постигнам подобри резултати. Medicus Help, твој вистински пријател. Во напад ТФТ 68-53, последна четвртина од овој надпревар. Ташовски оди Дейвис. Избиена му е топката, последен играше со неа Дейвис. Ке мора да се помери со фактот дека МЗТ ќе го добие следниот напад. Тайм-аут за ТФТ. 9:39 до крајот на оваа четвртина, значи во првите 21 секунда и веднаш бара тайм-аут тренерот на тренерот со Николов, нешто од страна на Николов не беше. Нема потреба да идеш во ричек зашто е фейк пик and roll. Треба екзекуција. Go. You receive immediate.
Just retreat, press, struggle, pin down, sleep after that pin down. Come on, hey, come on, man! 1, 2, 3. Come on with us, man! Брзо потрошен еден тайм-аут после 20-19 секунди во последната четвртина на ТФТ. Мислам дека им останува уште еден тайм-аут. МЗТ има 3 тайм-аута на располагање. Само да подсетам дека она што го кажав на полувремето околу дефанзивната транзиција, последниот кош на МЗТ, 3 поени беа повторно преку погрешно враќање во одбраната и лесна дефанзивна транзиција стана многу тешка и примија битни 3 поени кои може да бидат одлучувачки за овој надпревар. Промашување сега на Гил, а нападот оди преку Гордон на ТФТ. Во дефанзивата Дамјан Стојановски прави лична грешка во жестината на овие дуели, во обидот да ја освои топката. Сака МЗТ уште сега во ранета фаза од овој период да го реши надпреварот, да го спречи противникот да дојде до лесни поени, да поентира евентуално во 2-3 напади, за да може да спие мирно, не може да спие секако, меѓутоа да може се враќа во игра плеймейкерот на МЗТ. Меккейден со број 11 заедно со Смит Мекјуен, со Војдан Стојановски, со Андоновски и со Гилсе. 2-1 ситуација во игра. Меккейден промашува. Гордон преку зоната, сакаше преку сите. Гил само пружи рака и освојува топка. Андоновски трга, изблокиране. Нема фаул, велат арбитрите, ова се брои како блокада. Ташовски да име дали ќе поентира тимот на ТФТ, има фаул, има 2 слободни фрлања на спротивната страна. На линијата ќе оди Гордон. Ова е претходно блокадата. Уште еднаш и ова, дали беше ова чисто од Гордон. Не Гордон, туку Говенски оди на линијата за слободни фрлања. Со неговите 16 поени останува на тој учинок. 2 од 2 имаше претходно во шутевите за 1 поен од оваа позиција. Сега 2 од 3 со ова промашување и 8 од 16, сега 9 од 17 за ТФТ, 3 од 4 за Говенс, 17 негови поени. Стојановски, Гил во пик, Војдан Стојановски, на него излегува Николов, поврз се Војдан Стојановски, поискусен Меккейден, во аут. Премногу грешки, период на премногу грешки во двете екипи. Добро затвори, одлично се постави Дейвис, едноставно ја затвори челната линија и тука немаше каде. Меккейден. Дейвис. Ташовски бара топка, не може да ја добие од Мекјуен. Се излекува и шутира за 3, непрецизен е Гоенс. Многу слобода има Меккейден во играта, кога е топката кај него, речи се сигурно од 9 во 10 напади, тој гледа само кон обрачот. Да, точно е дека е најдобар поентер на МЗТ Скопје Аеродром на овој надпревар. Говенс за 3, нема поени, промашува Гордон. Двајца кошаркари на ТФТ, тоа се Николов и Ташовски, беа на топка, а топката завршува во аут и има тайм-аут за МЗТ Скопје Аеродром. We have to switch on Voida.
listen. We have the switch on Voida. Number 9 is here. Okay? He pass. Pass it back. We attack or we flash. But attack the switch on 9. Don't wait. Okay? Beach back, Voida, beach. Okay? Every time. Listen. Hey, Andre. This is Dole. Okay? Whoever is closest to Voida, you or back, immediately you pitch. Okay? That's it. Don't complicate and go for the finishes. Strong. We count. 2 fast break. Time this shit. Come on, pass the ball. Мекюен, напад за МЗТ. Стојановски. Мекеден. Избиена му е топката од рацете, повторно добра одбрана на Дейвис. Фаулот е долу, не важи овој шут. Стигна некако топката кај Мекюен. Топка одстрана. Ова е втора лична за ТФТ во овој период, значи на истекот на третата минута. Гел. Фаул на Андоновски, фаулиран Дейвис. Она што е очигледно е дека и покрај тоа што имаше многу грешки од страна на МЗД Скопје аеродром, ТФТ не успева да го материализира тоа, односно враќа со грешки и остануваат оние 15 беа, сега се 14 поени, веќе 3 минути се поминати, тоа е сериозен период од последната четвртина на овој меч. Дейвис за Ташовски, повторно Дейвис. Гордон доаѓа во пик, го зеде на себе Мекеден, но арбитрите велат тоа е фаул во напад. Имаше мало движење во блокот и исправна одлука на судиите. Трета лична. Уште еднаш овој момент. Да, тргна, се измести од почетната позиција. Кил за 3. Нема кош. Одличен гол скрин. Остана сам. Зафиров. Андоновски пред него. Зафиров за Гордон. Гордон на Гил. Додава по челната линија таму во бекдор, но нема поени за Дейвис. Меккейден. Застана Меккейден на 20 поени. И останува на тој учинок. Премногу грешки. Стојановски. Прецизен е за 2 поена. Војдан Стојановски. 5 вкупно за него. 2 од 6 од поле. Сега враќаат на спротивната страна кошаркарите на ТФТ за 70-56. Мекюен фаулиран. Има 2, односно ќе важат овие 2 поена и ќе има дополнително слободно фрлање. Ова се ситуации на искуство, ова се ситуации на рутина, особено во вакви моменти, при ваква предност,
72 спрема 56 и одеднаш од ненадеж од надпревар кој што ветуваше неизвестност, МЗТ Скопје полека гради предност која што во овие 5:25 ќе биде тешко достижна со ваква игра на Тоа е два разлика во третата минута, во третата четвртина, веќе одина можеби недостижни 17 разлика во корист на МЗТ. на највисока предност до сега. Ташовски за Говенс. Ташовски фаулиран Зафиров. Тој Николов се уште без поени од оние што влегува во игра на овој надпревар. Самервил ја исфрли топката од раце Самервил. Мекјуен, Дейвис, за 3 Дейвис, непрецизен скока, Војдан Стојановски ќе ја извлече транзиција топката. во одбрана уште еднаш. 3-1 во фаза на контранападот. Стојановски против Самервил. Јасно е дека е побрз и повешт, но решава да ги разигра своите соиграчи таму некаде на истекот на нападот, а ова ќе бидат ли поени? Да. Да, ова ќе биде кош. Ова се 2 поена. Еве репетиција. Судиската е последна. Мекјуен. Дейвис, Стојановски. Мекјуен оди, нема кош, нема ниту од втора за Андоновски. Говенс. Ташовски на челната линија, затворен Ташовски и за малку ќе погодеше од безизлезна ситуација. Еве контра Мекјуен. Оди на прво изблокирано табла, но коригира Дейвис. Тайм-аут, блокада на Дейвис, поени на Лошо Дейвис. се трча во одбраната, иако стигна со блокада на табла. Да, Стенли да го Дейвис спречи поентираше. ова лесно положување, да имаше уште еден кој трча во одбраната од ТФТ. Ова ќе беше добра одбраната, дефанзивна транзиција. Ја разбирам нервозата на тренерот на ТФТ. Dola. Now we are doing that set. Hopefully, finally, we will succeed. Yola, Strakil, Victor go, Herring curl. Yola pick and pop, immediate swing back, screen for Derin. Slip. If this guy help on Derin slip, if not, another wheel screen, okay? After that, everything in black flash until the end, black flash. Продолжа мечот во последните 4 минути со напад за ТФТ, 75 спрема 58, 17 поени највисоки позитива. Немаат одговор, немаат идеја гостинските кошаркари. Ташовски во аголот, заглавен, вади надвор, кружат околу линијата за 3 поени и се реши Дейвис да шутне и да ја погоди петтата тројка во својот шести обид за 19 поени, колку што има и Говенс. Стојановски враќа со 2 поена. Десет од 18 шутот за 3 поени на сега од 19 Да, преку на 50%. Може би единствен параметар кој е на вистина доликува на тим кој е на прво место на табелата на домашното првенство.
21 поен сега за Гоен, со овие 2. Магдевски, Маккейден. Оди на линијата за 1 поен. 20 поени и Маккейден остана на овие 20, 6 од 12 од поле, 3 од 8 за 2, 3 од 4 за 3 и 5 од 6, односно сега 5 од 7 за 1 поен за кошаркарот на МЗТ Скопје. 3 скока, 4 асистенции, 4 загубени топки. Нема 3 за Зафиров, останува без поени. Еве го првиот негов удар од поле, ако на претходно беше обид за Цепелин. Магдевски, тој го одработе своето во првото полувреме, одлично организираше играта, постигна 15 поени, остана на тие 15 Андреј Магдевски. Се обидува да го најде Гил, ќе се обиде преку Стојановски, Војдан Стојановски непрецизен, има ли лична грешка, да видиме, да. Арбитрите велат фаул во последната секунда од овој напад. Прецизен во вториот обид Стојановски. Осум поени. Отворен му е патот и полуатракција за Гоенс. Не стигна да ја забие топката во обрачот. 23 поени. Ќе биде ли утеха тоа што ќе биде најдобар стрелец, најверојатно на овој надпревар. Дейвис. Juan Дейвис за Гил. Се отвора Магдевски, добива топка. Далеку се сега кошаркарите на МЗТ Скопје, затоа што јасна е целта да се троши времето, нападот да биде што подолг и да се обидат вака во последните секунди од секој напад. Магдевски погодува прецизен, ги баравме еве ги неговите поени. Сега на брзина се обиде да врати ТФТ, не успеваат гостите, 80-65 и на крајот ќе биде ова убедлива победа за аеродромци, колку да покажат кој е кој во домашната кошарка. Ке го сумираме мечот за да можеме во одјавата да завршиме Да, само да го порано. проследиме нападот Чекори. Мислам дека после оној приклучок во првата половина на третата четвртина, кога дојда до 2 разлика, ТФТ понатаму со најмногу со своите грешки сами се исклучија од борбата за овој надпревар, сами се одјавија од овој дерби надпревар. Мачно беше да се гледа последната четвртина со многу грешки на двете страни. Меѓутоа, верувам дека во 10 меѓусебни средби меѓу ТФТ и МЗТ еднаш максимум 2 пати ова може да се случи. Сигурно нека ќе го дигнат нивото на играта во следните дерби надпревари. Се работи за исклучиво квалитетни тимови кои нормално ќе работат на своите грешки и ќе ја дигаат формата. Се уште е рано да речеме, далеку е финишот на првенството. Почетна фаза од шампионатот. Секако, можеби ќе има и промена во ростерите, бидејќи во зимскиот преодорок ќе се работи на корекција
на ростерите. Сигурно ќе се земат поквалитетни играчи на некои позиции. Во секој случај заслужена победа на МЗТ и пак ќе кажем и заслужено е и ТФТ и МЗТ се на првите две позиции на табелата во домашното првенство. Благодариме, тоа беше Горан Крстевски, почитувани гледачи, нашиот стручен коментатор и на овој надпревар, а ние ќе сумираме 80 спрема 67 во 80 спрема 69 во надпреварот од седмата рунда, дуелот меѓу екипите на МЗД Скопје, Аеродром и ТФТ во Јане Сандански, победа на шампионот, најдобар поединец кај аеродромци Мекеден со 20 постигнати поени, но Магдевски исклучително добра партија со 17 поени, 5 скока и 3 асистенции. 9 поени видовме од Гил од стартерите и по 2 на Стојановски и на Дейвис. Од клупата Смит Мекюен додаде 13 поени, Војдан Стојановски 8, но онаа тројка на Мекюен на истекот на четвртината беше нешто што го одбележа овој надпревар на истекот на третиот период. Кај гостите, кај екипата на ТФТ, која што направи 22 грешки на овој надпревар, во индивидуалната статистичка мрежа на табелата се издвоија Говен со 23 поени, 19 имаше Дейвис, од стартерите 9 постигна Гордона, од клупата Ташовски 7, 4 на Самервил, Стојановски 3 и Иванов 2. Го надскока својот противник екипата на МЗТ Скопје Аеродром, која што имаше вкупно 35 скока, 32 имаше тимот на ТФТ. Тоа е она што ни го понудија овие два тима во рамките на седмата рунда. Во вкупниот скор имаат по 6-1, со тоа што во меѓусебниот дуел предност има актуелниот првак на Македонија. И благодариме, почитани гледачи, за вниманието во овој кошаркарски маратон. Ја видовме средбата од М20, конкуренцијата од 16 часот и 30 минути, дуелот меѓу Вардар и Кожув, кој што заврши со победа на тој дуел, победа на екипата од Гевгелија, додека еве во ова скопско и македонско кошаркарско дерби славеше екипата од Аеродром. Имајте пријатна вечер, останете понатаму со понудата на МРТ3 каналот, многу спорт, а и овие денови исто така многу богата спортска понуда на македонската телевизија, така ќе биде до крајот на оваа сезона. Пријатна вечер.